со цел за подобар, поквалитетен пренос на електричната енергија, која што ќе биде запозната и македонската јавност. Она што е битно за денешниот настан е тоа што Прилеп ќе добие поквалитетна, стабилна електрична енергија за наредните 20 години, затоа што, како што истакнав, ќе се промени ова опрема која што ќе ја гради реномираната компанија Кончар од Загреб, скоро, како што кажав, е постара од повеќе од 40 години. Пелагонискиот регион, покрај тоа што ќе добие реконструкција на оваа трафостаница, добива и реконструкција која што веќе потпишани се договори почнува за определен период од 10 дена и реконструкцијата на трафостаницата во Битола 2, а поврзувањето на тие две трафостаници ќе го правиме со далековод, кој што е во инвестиција, исто така потпишан договор, ќе го гради хрватската компанија Далековод. Вкупно инвестиција за овој регион кој што ги инвестира МЕПСО со помош на владата на Република Македонија, средства обезбедени од ЕБРД, некаде околу повеќе од 6 милиони евра. Што значи во суштина? Во суштина значи еден квалитетен пренос на електрична енергија, стабилна електрична енергија, кој што Пелагонискиот регион, граѓаните на Прилеп, Битола и така натака, тоа му треба, го заслужува и нема што да се плашат во иднина околу делот на користењето на електричната енергија. Уште поважно е што ова опрема што ќе ја инвестира МЕПСО, а со помош и со изведбата од страна на Кончар, ќе донесе една брз економски раст и во поглед на домашни компании. Тие ова опрема ќе ја градат заедно со конзорциум со една домашна компанија, Елтек, и кој што токму таа ќе биде модерна опрема, кој што ќе може и директно преку диспечерскиот центар да се контролира работата на оваа трафостаница. Сакам да го изразам моето задоволство и да честитам на МЕПСО, на менеджментот на МЕПСО и на представниците на Раде Кончар за склучување на ова инвестиција, бидејќи станува збор за нешто за кое што бенефит на крај краиштата ќе видат граѓаните на општина Прилеп, се разбира и околијата. На овој начин, со оваа инвестиција се задоволува растечките потреби на граѓаните и сакам тука да ги охрабрам сите инвеститори кои што планираат да инвестираат во општината и се разбира во регионот, дека снабдевањето со електрична енергија ќе биде сериозно стабилно. Исто сакам да потенцирам дека во изминатиот период, благодарение на менеджментот на МЕПСО, и тоа сакам да го поздравам, беа склучени сериозни договори во висина од 26 милиони евра, од кои што 10 се за модернизација на трафостаници, 5 за изградба на далноводи. Исто така, посебно важно, кое што е за државата, е тоа што ќе се работи на еден капитален проект, а тоа е меѓу Република Македонија и Република Албанија, станува збор за 400 киловатен далновод, кој што треба да се прави во наредниот период, и исто така дополнителна 110 волтна трафостаница која што треба да се прави во Охрид. Така да, со инвестициите кои што се направени во година и нешто, сум исклучително задоволен, бидејќи знаете дека Министерството за транспорт и врски е главен акционер на МЕПСО и со тоа и Министерството и владата на Република Македонија дава сериозна поддршка на менеджментот да продолжи со сите овие активности. Нам е драго што е македонски оператер преносnog сустава МЕПСО нашao u odabiru Končar, koja je kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, znanjem i odnosom prema lokalnim zajednicama gdje se radi i dodijelio nam treći posao u nizu ove godini, znači sa trafostanicom na kojoj sada se nalazimo. Prije toga smo potpisali nedavno ugovor za Skopje 4 i također 400 kW trafostanicu i potpisali smo ugovor za zamjenu relevnih stanica na 4 hidroelektrane. Smatramo da je ovakvi ugovori doprinose dobroj gospodarskoj suradnji hrvatskih poduzeća i makedonskih poduzeća sa posebnim naglaskom na lokalnu komponentu. Imamo dobrog koncepcionalnog partnera LTH, renomiranu makedonsku firmu koja će tu raditi kompletnu montažu i puštanje u pogon zajedno sa nama i to smatramo jednim dobrim potezom. Јас сум благодарен ова што се прави денес во Прилеп за ова голема инвестиција што е преку 1 милион евра што ја инвестира МЕПСО. Благодарност до владата на Република Македонија, за Министерството на транспорт и врски и предпријатието МЕПСО. Мислам дека граѓаните ова што ќе го добијат во наредните 20-30 години на Прилеп со непречено пренос на електрична енергија и задоволување на сите капацитети во нашата општина. Уште еднаш упатувам благодарност и задоволство е мој како градоначелник на Прилеп се овој благодет да го уживаат нашите граѓани во Прилеп.